Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Додека Македонија граби напред кон евроатланските интеграции со успешна надворешна политика, Ѓорги Иванов го кочи професионалниот развој на дипломатската мрежа. Поради несериозно и неодговорно однесување на Ѓорги Иванов, 20 македонски амбасади ширум светот се без амбасадори. Лондон, Брисел, Рим, Прага, Стокхолм, постојаните мисии при ОПСЕ во Њу Јорк, Женева и Виена се само дел од дипломатско-конзуларните представништва што немаат амбасадори. Оваа евидентна блокада на назначувањата на амбасадорите е уште една потврда дека Иванов работи спротивно на интересите на граѓаните и нанесува штета на државата. Очигледно, Иванов дејствува само кога треба да се легализира децениски криминал, да се аболицираат криминалци, да ги блокира реформите што се во интерес на граѓаните и на државата, да ја блокира македонската иднина. За само една година Македонија успеа да направи квантен скок. Од заробена држава, со вистински политики на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, заедно со граѓаните успеавме да се вратиме на вистинскиот пат, на евроатланскиот пат, на патот на иднината. Одлуката на Европската Унија Македонија да започне преговори за полноправно членство во 2019 година е потврда токму за тоа. Од тука, особено е индикативно дека Иванов ја кочи дипломатската мрежа во клучните моменти, кога се прават вистински чекори за целосно интегрирање на Македонија во ЕУ и НАТО. Ѓорги Иванов мора да престане да го блокира процесот на назначување амбасадори и тоа веднаш. Недозволива е угледот на државата и ефикасноста на македонската дипломатија да трпат штети поради неговото деструктивно однесување. Ви благодарам.